Дали знаете шо датум е денес? Шо ден е? Шо правевме лани оломна на денешен ден ви текнува? Растајемо се ми, веруј ми ние ми лако, мрдај шо лако ми. На денешен ден батина обично, ова е овде си зема малце издишка. Одмор малце. Тој муш пак ќе го работи одморо, не е бит, пошто кој си ти одмор да имаш така без работа, седиш да уживаш во живот. Одмор, не одмор, ти ќе си работиш, бат. Ако ти чини арно, ако не, кој те праша? И како и секоја година, така и ова година, ова епизода ќе ја посветиме на една рекапитулација на се што правевме муавет година. Да ја заокружиме ова трета сезона на една уба нота. И здравие Боже таму од септември да му влезиме на четворка. И за гарант има луѓе што речат, аман бе брат, уште ќе збораш до кога? Дурдишам бат. Ако мисли некој дека ќе заќутам наскоро, извинете што ќе ве разочаравам, а тој филм не го гледат. Може нема да зборам со ист интензитет, може малце поинаку ќе зборам, мени ме нешто, може ништо не менува, не може да знае. Ама битно од мене бегање не. Ако чини арно, ако не, кој те прашават? Ајде се на шпица да маними да му влезиме на муавет. Ајде бате, пуштај. Како и предходните сезони, така и ова сезона се тупнавме од муавет. Скоро да нема тема што ја немаме поминат. До толку се што морам да се потсетам и заборавам. Почнувајќи од бифој, вкусој, невкусој, кринџој, распусти, ајвари, мафијаши, возачи, камионџи, за гужи па за дедо Тале снимавме ко почина. Па таму пред да се роди Адамче, пошто официјално кажавме дека наскоро ќе се роди, па почнав за тоа да зборам. Па совети, па бабини деветини, па бебешки мој, па се роди Адамче, па се случуваја милион глупости во државата, па зборавме за насилства, за чуда. Нема тема што не ја поминавме од убо до неубо до се живо. Што на ум, то на друг. За разлика од други луѓе што би се мислеле ова да зборам, да не зборам, чекај се политичка коректност, па што ќе сака народот да чуе, па трач рубрика, па јам шо. Тоа е брат главоболка, не види, јас не го прамова за главоболка, го прам за јас да си олапам душата. Ќе сум се мислел што сакал народот слушни, дали ќе го гледале видеото, дали дам шо. Значи јас да си кажам тоа што сакам да си кажам. Ако чини арно, ако не, кој те прашаме бе? Не џабе крстена емисијата. Ако се мислев кој сака, што сака да чуе, и ако думав и правев плано и чуде, тоа ќе беше сакам да те прашам, не може кој те праша се вика. И на крајот на денот не е ни битно што е тема. Битно е да си направиме отворен муавет. Затоа правев ова емисија. Заради тоа што сите се трудат да бидат нешто политички коректни, да смислат што сака народот, што сака да чуе, трач рубрика, кој сака да го види, па дали интересен, па дали не. И на крајот заради тоа што сето тоа се прави генерично, мање више сите други емисии исто изгледаат. Освен нели овај овде што можда не ни го сметат за емисија. И баш заради тоа што се е исто и никој не ќе отворено да збора за ништо. Реков да јас ќе си направиме една емисија, ем ќе си направиме реален муавет отворен, ем ќе си отвориме која сакаме тема. Нити слушаме некој, нити прашваме, нити ни гајли. И на кој му чини нека слуша, кој не му чини, кој го прашават. И многу ме бендисва што луѓето ја гледат искреноста и што стално го ме сретнат луѓе што ги пратат видеата, стално истиот муавет. Браво брат, алал да тие си кажуваш отворено вистината си ја збораш. Браво за таа и таа тема, браво за и то буквално од најмали до најстари. И после ќе ми речи некој, ај уште го ќе снимаш. Ќе снимам ба. Дури има за што се збора, ќе сним. А бога ми стално ќе има за што се збора. Е се нормално, не секоја тема ќе види исто прифатена, нити исто гледана, слушана, нити исто разбрана. И многу пати пошто луѓето се наоѓаат со мувата на капата, ќе се смеат на видеата, ќе ги гледат и го ќе видат мувата на нивната капа, е тука одма контра се врат. Небитно дали биле од диаспората, дали биле камионџи, дали биле возачи, таксисти, нешто што да е. За сите шумам зборано, кога се работи за нешто друго, многу му е смешно, кога се работи за нивното онакво, е тука одма сега контра влекваме, се правдаме, се објаснуваме. Не сваќат дека колку поќе се објаснуват или влекват контра, толку поќе ја докажуват поентата што се прави. А поентата е од вистината нема бегање. Како беше она старата? Вистината е како шиво. Ќе боди, ќе си сплива. А бога ми и боди и боли вистината на упад. Особено кај безгрешен народ. Тука нели сите сме безгрешни, сите се најдобри, најпаметни, најсе. Затоа кога се спомни некоја тема што ги засега нив одма во егото ги има. И се ти не збораш за него лично. Значи буквално небитно, може ништо да не се речи, никој нема да знае дека за тоа се збора или дека тие си помислиле дека е за нив ништо брат. Само преќути го видеото и толку арно, ма не. Кога ќе
мани егото и одма тука се влегва контра и автоматски сами си издават луѓе. И да ти кажам искрено, тоа е едно од поубајте работи што се случват со видеа. Кога си се најди некој со мувата на капата и кој влези контра мисли дека нешто кажа паметно, уствари самиот си се издава, самиот си се пронаоѓа. Тоа ќе се случи ми е многу мерак. Затоа го ми речат како бе брат, како издржуваш, пишат глупости цело време, ти воздржан си и да враќаш воздржано бе брат. Мене јасно ми, човек што му е сета ман во животот, што е среќен, не пиши глупости по Инстаграм и по Фејсбук. Глупости пишат луѓе што или се наоѓаат со мувата на капата или стварно немаат попаметно ништо во живот. Значи колку треба ништо не ти се случува, за седиш и да коментираш по туги видеа. Се јас на таков човек да му се лутам, да се нервирам дека ми пишал нешто. Не бе брат, нека пишат слободно, дека се здрави и живи. Ако тому прави мерак на душата, ако мислат дека е постигнување некој да напишиш коментар кај некој, тогаш слободно нека постигнуваат бе брат. Макар што некогаш ме фаќа мерак да си поправам мајтап, да си поправам муавет, ама во глобала ги остава, нека издези лошото, па убаво ќе се осеќат. Или барем се надевам. Ти има луѓе што и да направиш што нема убаво да се осеќа. Едноставно така, жртви се во живот. Како и да имавме многу убави теми годинава, имавме многу смеа и многу ми е мерак што е така, иако јас не сум комичар. И то дотаму е работата што буквално се уват луѓе од Австралија, од Шведска, од Германија, од не знам каде да сме организирале стендап. Брат, не сум стендап комичар јас. Можам да се пробам, не одбивам. Дај Боже, ќе направиме. Баш би ми било мерак. Ма сам да речам не е ова нешто што ми е професија, пример не знам, имам учено драмски да речиме, па се одлучувам жанровски покена кај комедијата, па работам негде, глума ми се плюс стендап. Не брат, природно. Нити некој сум се сметал за смешен, нити па дома некој ме сметал за смешен. Татко ми цел век ми збора, немој да правиш мајтап, не знаеш да правиш мајтап. Ќе навредиш некој. А јас кутрио изгорен цел век да му направам на луѓето убаво да се осеќаат. Небитно дали со музика, дали со муавет, со што да. Са не се секојаш темите за мајтап, некојаш влегвам и посериозно, малце клизачи, пошто некој мора да влезе. Ама сам да речам многу ми е мерак, успевам барем малку од малку, барем на неколку души во векот да му го расположам ден. Иако то не ми е професија. Мерак ми е што овај формат опстојува веќе трета сезона и ќе тера натаму сигурно. Дури и самиот не знам колку вкупно емисија ме доса направим и колку допрва ќе направиме, ама знам дека си стојам за секој кажан збор, за секоја снимка и на крајот на денот, ако ништо друго, знам дека утре задутре кој почни син ми да разбира, ќе може комотно, дури јас не сум дома, мајка му да му пушти шо сака од видеата и ќе може да си го гледа тато и да си го слуша и да го доживее во неговото најлабаво издание. А шо знаеш, може и да поднаучи нешто успат. Значи може и да ме има за секога. И ако нешто ме радва, тоа е токму овај факт. И со овај убав муавет ќе завршиме ова трета сезона на Кој те праша. Фала ви на сите што ме пратите, особено на луѓето што ги гледат цели видеа на YouTube, не само кратките по Instagram и по Facebook. Фала ви за поддршката. Сега малце ќе ви остам простор да се издишите без мене, за послето со нови сили да му влезиме уште појако клизачи. Толку од мене за денес, а и за ова сезона. Имајте одлично лето. Ние се гледаме наскоро. Поздрав и имајте убав ден.